Денеска беа доделени 10 грантови за отварање приватни домови за стари лица. Повеќе детали на оваа тема од мојот денешен соговорник, дополнителниот заменик министар за труд и социјална политика, господинот Диме Спасов. Господине Спасов, ова е прва година да се доделува ваков грант. Што се опфаќа тој, колку работни места ќе отвори и колку легла ќе обезбеди за старите лица? Денес финализиравме со реализација на новата мерка на владата на Република Македонија, која што за прв пат ја реализираме оваа година. Станува збор за грант за основање на приватен дом за стари лица во износ од 750.000 денари. Овие средства се неповратни за сите оние кои што ќе основаат приватен дом за стари лица со минимум капацитет за 40 лица и се наменети за набавка на опрема и репроматеријали. Овој грант предвидува финансирање на 10 приватни домови за стари лица. Со него очекуваме да се отворат минимум 100 работни места во овој приватен сектор и исто така да се влие на зголемување на капацитетите за згрижување на стари лица со отворање на нови над 350 легла. Ефектите кои што очекувавме да ги постигне оваа мерка за оваа година се надминати, бидејќи над 45% ќе се зголеми капацитетот во приватните домови за згрижување на стари лица, за околу 33% ќе се зголеми бројот на вработени во овој сектор, во делот на приватни домови за стари лица. Сето ова придонесува за подобрување на условите за згрижување на старите лица и токму поради тоа очекуваме и во планот за 2017 оваа мерка да биде офатена. Колкав беше интересот за аплицирање на овој оглас оваа година? Оваа година имавме голем интерес. Со самата мерка сакавме да го зголемиме интересот кај приватните инвеститори да вложат во отворање на приватни домови за стари лица. Како што кажав, ефектот на отворање на приватни домови за стари лица ќе влие на зголемување на конкуренцијата во овој ресор. Самата конкуренција исто така ќе влие и да се подобрува континуирано квалитетот за згрижување на старите лица во приватните домови за стари. Исто така и ќе влие на падот на цените за згрижување на овие лица. Дополнително се уште има заинтересираност кај приватните инвеститори и токму поради тоа сакаме оваа финансиска поддршка за основање на приватни старски домови да продолжи во иднина.